Здраво на сите, добро дојдовте во најновата епизода на подкастот Истинијан збори. Вкупно мислам 62-ра, ако добро бројам. Моето име е Ѓорги, а со мене денеска се повторно моите драги колеги од Правниот факултет во Скопје. Сите мислам дека сме од Скопје, така што идеме, како ми е на екранот, така ве читам сега. Мартин е со нас епизодава, Донев и Кате. Како сме, колеги, што има ново, што се прави? Одлично се спремаме за протест, се хајпаме со плейлистата на Језа. Топ сме. Thank you again, министерке за култура. Нема на што. Јас признавам, немам слушано ниту една песна од плейлистата, ама као мој промис, моје ветување до пред протестот, на кој што најверојатно ќе дојдам, ќе ислушам некои од песни кои што Кате ни ги спрема, кои што можете да ги најдете на нашите социјални медиуми, имате цела листа од песни. Да, мислам, можеш нешто да кажи? Очекувам некој микс да направи, микс трака да направи Кате Луиднина. Пошто мислам дека има... Тотално сум музички, ем необразована, ем неталентирана. Па вака се почнува, што прво со плейлисти, после некој микс од сите песни ќе те биде шо? Ако ме биде и за тоа, ќе ме бидува за премногу работи, не може така... Не. Господ на никој толку не дава. И после ја гледаш Кате во некоја година на некоја јахта, така. Успеја На го. некоја приватна журка. The anti-Kanye West. И плюс тоа заборавила на другарите од ИЗ, од Истинијан збори, и си ужива на јахта, така некој таму. Она е као нејзина собственост. Иначе, баш сега нели збориме за феминизам, вака во нагорна линија во тренд се жени диџеи, баш се повеќе сретнувам што ги споделуваат видеа на јахти. Една од нив е Пени Гол, така некако се вика. Да, така некако. Па еве, Кате, ти најдовме што ќе правиш после правен факултет. Препорака за тој тип на музика од мене Стела Боси. Сега баш ќе ја слушнам после. Со 200 и валја да кажем читам. Најс. Кате мислам, Мартин спомна, с ние епизода ја правиме да малце поразговараме повеќе за историскиот значај или значење на 8 март и можеш да ни кажеш која ни е гостинка? Гостинка денеска ни беше Јована Богдановиќ, со која зборавме околу некои нејзини активности, зборувавме генерално за феминизмот до 8 март, со значењето и слушнете ќе видите. Да, мислам дека направивме доста интересен разговор, малце може, мислам, окей, таман епизода време трајање не е премногу, не е ни кратка, така што ја не би должел многу, се префрлуваме на интервјуто, тоест на разговорот со неа и секако Кате ќе каже уште едно 3-4 пати у самиот разговор, ама се гледаме на протест у понеделник, тоест утре пред МВР. Никогаш не е доволно пати кажано. Здраво на сите, денеска имаме една екстра специјална епизода во најава на протестот утрешен со наслов држава што не постапува држава која е силова. Денеска имаме за гостинка Јована Богдановиќ. Јована можеби најверојатно ја знаете од една герила акција која ја спроведе деновива, што беше на буквално сите социјални мрежи. Ќе зборуваме малце повеќе околу феминистичкиот активизам, ќе зборуваме околу 8 март, околу самата герила акција. И следно што може е Јована да ми се представи. Здраво, јас сум Јована Богдановиќ, два идентитети кои што се најбитни моментално, активист и феминист за мен. Кажи ми, Јована, еве да спомнавме герилката,
Можеш ли да ни кажеш нешто повеќе што беше точно таа герила акција? Која беше целта со Еквалис и со Сања? Герила акцијата и целта на герила акцијата беше всушност молба, веќе би можело да се наречи молба до МВР да почне да постапува во врска со јавна слова, бидејќи реално помина скоро цела година од првата јавна соба, уште го имаме истото споделување на фотографии на жени со лични податоци, со дури не се толкав проблем нивните поградни зборови, колку што се проблем споделувањето на лични податоци. Им ја загрозуваат безбедноста на овие жени. А тие жени утре дента може да биде нивната сестра, нивната мајка. Ако веќе не гледате како живи суштества, гледајте си во семејството. Оно што направивте вие за оние ретки кои ја испуштија герила акцијата по социјалните мрежи, Јована и Елена застанаа пред МВР со испишани пораки од самата јавна соба, од групата кои се споделувале на нив. И исто така оставија кути со така наречени доказни материјали пред МВР за самиот случај јавна соба. Герила акцијата доби огромно внимание и навистина беше една од подобрите што ги имам гледано. Воочи на 8 март видовме многу вакви активности. Зошто токму 8 март? Што го прави 8 март? Зошто токму 8 март? 8 март поради тоа што од теден едукација, 8 март не е денот на мајката и на учителката. Едукација дека жената е многу повеќе од мајката и учителката и сите тие форми кои што нашиот патриархат ги бара од жената, целата таа грижлива жена која што ја бара, бидејќи жени сме и тие без деца. Жени сме и лесбејките, жени сме и сите кои што не го имаме тоа грижливо семејство кое што патриархатот го бара. И 8 март, бидејќи 8 март всушност жената добива најмногу внимание, ако сме реални. Колку и да не е тоа внимание насочено спрема жената, туку спрема одредена улога која што патриархатот ја бара, сепак го добиваме тоа внимание. И тоа всушност овие активности се бидејќи сега ќе добијат најмногу внимание, бидејќи сега најмногу има шанса да се делува. Така. Она што би сакала да го споделам вака сега ми се поклапа со темава, историјата ствари зошто ние мислиме дека 8 март е денот на мајката. За време на нацистичка Германија се сметало дека е многу непродуктивно да постои ден што е посветен токму на феминизм, бидејќи не се поклопувало во самата идеологија да жената биде еманципирана, да биде нешто повеќе од домаќинка и нешто повеќе од сервилна на таквиот систем. И затоа уствари се флипнал на некој начин самиот празник од денот на жената и женските права во денот на мајката. Така што кога славите ден на мајката, го славите Хитлер. Интересно, кога не го знаев до сега. Ама мислам, не знам сега, баш ќе изгубам додека зборим, ама нема ден посебен кој што е ден на мајката, пошто знам дека има ден на таткото. Тоа повеќе американски некои денови кои што целиот свет ги прифаќа, ама постојат и такви денови кои веќе збориме за денот на мајката, денот на учителката што спомна Јована. Мислам дека една од причините зошто треба да разговараме на ова, бидејќи кај нас не се знае за историската позадина околу самиот ден 8 марта и веќе ја лично искуство последниве неколку години кога иде 8 март се осеќам толку за никаде кое што знам дека ќе биде искористен на многу погрешен начин или на начин на кој што тие поради кој што се случува овој ден и поради кој што е толку популарен сега овој ден, не би го не одобриле, туку едноставно не го праве они за ова ние сега да го правиме.
И беше Така. убаво што може да поразговараме на повеќе на темава. Еве джандарите ќе делат ружи по улица, можда пак и све ќе биде окей. Чекај, знаеш што дека лани ја се сеќавам да излеав од City Mall буквално запира луѓе на City Mall, им дава, тоест запира жени возачи, им дава ружи, као тоа ми беше едно нереално искуство лани, кој што сега баш кога го спомнам, кога се деси пред мене. Едно од побизарните работи што нашите институции ги имаат направено. Нашите Иначе институции само- се познати Да не по речам компензација со мали гестови. извини Јована, те прекинав. Нашите институции се познати по тоа, се трудат да направат компензација за големи дела со мали гестови. Тоа има нека тактика, пиар. Повеле Мартин, извини. Може. Мене имам приметено вака последните години, приметувам како се повеќе и не е само тоа случај со 8 март, има и други празници, каде што се повеќе се осеќа тој церемонијален свечено славање на самиот настан, каде што не знам, луѓето, не знам, еве и на први мај се перцепира, луѓето излегуваат, го перцепираат како ден за идење на скара, и мислам дека фали повеќе запознавање со сршта на зошто воопшто се слави 8 март, а и за други празници, како што е 1 мај, на пример. Апсолутно, се губието со само шмекот и се губи тој активистички момент, бидејќи предса како е настанат 8 март. 8 март е настанат со цел да се посвети ден конкретно на феминизмот. Иницијатива меѓу другите на Клара Цеткин. Сите денеска знаеме како една од така познати феминистки. Уствари од ден кој потекнал од Комунистичката партија во Америка, каде што кога пробале да ги слават женските права на еден начин на конференција. И на таа конференција дошла до заклучок дека треба да има ден кој ќе биде посветен конкретно на феминизмот и на борбата за женските права. И се постигнува договор тоа да биде токму 8 март. Па реално едукацијата е најголемиот проблем на нашата држава. Ние немаме никаква едукација. Ако не се окей, на страна феминизмот, на страна жените, да тргнеме од животински инстинкти. Ако не беше хера, половина млади немаше да знаат како се користи кондом. До тука е се што треба да знаеме за држава. Апсолутно. Кажи ме, еве, се квали сработите на повеќе проекти во оваа насока. И знам дека имавте и феминистичка слем поезија и слични активности. Можеш ли да ни раскажеш повеќе околу тоа? Па, програмата за феминистичка слем поезија ја водат други волонтерки во Еквалис, али е, не знам, една од подобрата поезија која што имам слушнато во последно, као добри се дечките, реално. И мислам дека на добар начин се трудат да ја представат сликата на жената во моменталното општество. Немаат некоја страшна цензура, што е реално зачудувачки во нашето моментално општество. Ние сме навикнати на цензура, ние сме навикнати на нежност. Додека реално го нема тоа што е добро, бидејќи со нежност ништо не сме постигнали со цензура. Феминистичката слем поезија е една од нив. Други проекти во врска, тоест герилката друга во врска со феминизам беше носењето доказен материјал пред МВР, уште една молба да се стигне до ушите на институциите дека луѓе треба да се постапи, редно време е веќе. Така. Што очекуваш ти после овој 8 мартовски марш? Во врска со После овој 8 мартовски марш,
После овој марш, искрено, очекувам барем мало подобрување на состојбата на жената во оваа држава, бидејќи реално it's the lowest of the low. Очекувам жени да не бидат збркани поради тоа што се бремени од работа, мада што претпоставувам дека имам високи очекувања. Очекувам заштита на жените од институциите. Очекувам заштита на жртвите на семејно насилство, место да им се каже ќути, сама си го бараше. Очекувам спроведување на постапки при пријавени случаи за силување, што реално се многу, али ретко кој е казнет. Бидејќи моментално се што прави држава е тоа што не силува. Реално нас државата не силува, поради тоа што ако некој се осудил на еден начин да силува, нема без казна да се промени тоа кај него. Нема да се смени човекот, нема наеднаш да му светни, бе, и ова е човечко суштество и ова треба да се почитува. Ќе си остане како што е, али му треба казна и му треба рехабилитација, што нашата држава нормално не го прави. Апсолутно. Оно што го гледаме е токму тоа дека повторно доаѓаме на моментот дека полицијата не е тука за да ги штити луѓето, особено не жените. Полицијата секогаш ќе биде тука само за крупните капиталисти, секогаш ќе биде тука за власта, но не и за ништо друго. Да, како Полицијата право никогаш си. нема да биде народот. Повеле Мартин. Да, ја се согласувам потполно и баш деновиве, нели, мислам, Министерството за внатрешни работи беше прво да соопшти дека уапсило 3 лица со дилери на дрога и тоа потполно ја валидира онаа теза дека оние предрасуди што ги држи на владеачка класа, како консеквенца резултираат со чуден начин на кој што казнениот систем ги дистрибуира начинот на кој што ги казнува самите прекршители на законот. Значи си има приоритети во тоа кои криминали ги смета за првични и кои за секундарни. И се наоѓаме во ситуација каде што се казнуваат лица што поседуваат марихуана, а не се казнуваат насилници кои што се шетаат моментално на слобода и уште имаат пристап до јавна соба, што е, мислам, ново отворената, знам дека има ново отворена. Има мал милион искрено. Има 5 ново. И само да спомнам за дилерите, имале цели 2,5 грама во нив. Мене ова со Мавара и постот што ставија за тројцата што ги фатиле у Скопје. Да, окей, као Мартин се согласен се што каже со тебе, но мислам дека не е прво вакво, а и плюс сега мислам дека МВР мораше нешто да направи после фијаското со Мијалков и така гледам ја работи дека што нас повеќе станува PR PR damage control отколку нешто уствари да се работи. Она ти е баш преска ќе ја искористив, ама и за ова може да се каже, кога да ставиш Ханзапласт на отворена рана. Кога ти ништо не менуваш реално, ама ајде, овако е точно кате што каже 2,5 грама ако фатиле смешки, као и плюс да ставиш пост на Facebook дека си. Едниот од нив имал 17 години. Кој дилер е тоа, луѓе мои? Значи најстариот имаше 20. Че тоа се деца, тоа се луѓе колку нас, што биле искочени и дувале. Толку. Да, не се ниту дилери, ниту криминалци. Еден ваков случај кај што МВР директно може ги има ресурсите и знаеме дека може да ги најде оние кои што се главни и одговорни за цела оваа ситуација, не може дека цела година да се направи ништо. Мислам секако реално што и да направат или може повторно да излезат нови јавни соби, тоа секако. Ама со самото тоа што ти ќе ги казниш на време, тоа ќе ги демотивира или ќе ги направи оние што би ја направиле новата јавна соба, да размислат 2 пати или 3 пати
пред да направат нешто такво, пошто знаат дека МВР ги следи, МВР одма ќе реагира на такво нешто, а не кога ти веќе чекаш една година да ги осудиш оние од минатата година уште пред ковид, можеш ти слободно сега ние да земеме да направиме некоја јавна соба, ќе им треба неколку години да не фатат. И буквално да кажуваме дека правиме јавна соба еве на подкастот, пак ништо нема да направат, пошто не може да не, тоест не сакаат нешто да направат. Тоа мислам дека it comes down to that. И затоа што профилот на Како ќе сакат нешто, Извини, Јована, повели. како ќе сакат нешто да направат ко самите се во јавна соба. Сите ја видовме сликата од профилот на полицајецот на Телеграм, кој што буквално во униформа е сликан и човекот се седи у јавна соба без никаков проблем. Всушност, МВР е јавна соба. Баш што ќе го кажам. Они се тие, бараме бараме некој да најде одговорност и да истера правда, кога тоа е тој што е насилникот. Не можеме да бараме спасител во насилникот. Па затоа тука е потребна контракултура. Затоа потребно е подигање на свеста дефинитивно од граѓанскиот сектор. Апсолутно. Да, и мислам Апсолутно. дека еден од начините Во образование преца. извини каде, не знам, можеш да се надовршиш на ова, ама мислам дека една од причините како да се создаде токму таа контракултура, за која што Маркин ти кажа, и да граѓанскиот сектор да биде на начело на таа иницијатива е самата едукација која што спомнавме на почетокот. Ако ние не сме едуцирани зошто полицијата не треба да ја гледаме како заштитник, ако ние не сме едуцирани што значи 8 март, ако ние не сме едуцирани кои ни се правата и што треба да направиме во случај некој ако ни ги покршува правата, ние ништо нема да направиме. Колку и да у моментов може некој ќе иде у затвор, може некој ќе биде осуден, друго трето, ама систематски проблемот не се решава. И баш сега кога читав, кога се спремав за епизода, една од поинтересните работи околу 8 март, и тука може да навлеземе малце по-длабоко историски гледано зошто 8 март е важен, е тоа што прво и основно треба доста години жените да добијат право на гласање. Мислам у Советскиот сојуз, тоест у Русија, 1917 година, у Америка година после тоа, така што русите ги победи американците у ова. Иако жално е што им треба и на двете држави толку време. На 8 март 1917 година текстилни работнички започнале демонстрација у Петроград, кај што го окупираат, буквално го офаќаат целиот град таму. И тоа уствари е почетокот на февруарската револуција, која што освен февруарската и октомвриската ја сочинува руската револуција, каде што доживеа смена на една феодална власт, цар Никола II, мислам дека беше, не се сеќам, тука не ме фаќајте за збор, кај што после 7 дена после оваа демонстрација уствари им дава право на тоест он абдицира, а новата влада им дава право на глас. И баш интересна ми е изјавата на Троцки, која што кажа дека као интересно е као овие акции и овие као демонстрации беа планирани, ама никој не очекуваше у смисло дека токму овој као ден на жената, пошто овој ден на жената се слави уште пред неколку години пред тоа, ама никој не очекувал дека тоа ќе ја започне таа револуција за која што ние и ден денеска читаме и учиме историја која сме имале усредно. Така што мислам дека кога станува збор за некои важни и историски настани и значајни кои може да ги поврзаме со 8 март, ова ми е мене омилен и може од тука да се надоврзаме и ако имате вие нешто да дадете како коментар на ова или
нешто друго што го прави овој ден толку значаен и зошто, например, на 8 март ќе протестираме у понеделник, може да продолжите. Она што ме многу... Извини, Јована, повели. Извини, али ко спомна за учењето за историјата на 8 марта, уште еднаш да се навратам на едукацијата. Ја од цело мое средно образование, цело мое основно, единствено што научив за 8 март е кај има најубави ружи, под еден, по два дека тенџерињата се тоаш на попуст и чашите и другите глупости за домаќинство. И три, единствено што 2-3 пати се спомна Клара Цеткин, тоа е тоа. Она што највеќе ме нервира беше тоа што спомна тенџерињата се на попуст фиксно. Толку антипатриархален празник се буквално се прави во алатка на патриархатот. Да. Се флипнува, денеска цел ден гледам, не знам, giveaways, дали попусти, глупости, 350 идиотски работи, као во смисла се тенџериња за вашата мајка, баба, што и да е. Подарете и персонализирана тава на вашата најмила. Не можам да си го простам тоа, буквално, особено кога го гледам од брендови кои се промовираат дека се општествено одговорни или нешто слично, ми е толку одвратно, толку неподносливо, толку чисто капиталистички, што ме вади од кожа. За празник што е буквално толку антикапиталистички и антипатриархален. Мислам дека да направиме само дистинкција, да не као оние што не слушат да не сватат погрешно, или барем мене да не ме сватат погрешно. Као не мислам дека оние жени кои што нели прават фризури или идат у кафани, кои што тие као им го имаат сето тоа право да направат тоа. Проблемот е што прво и основно никој од помлади генерации, па и постари, не знае зошто се слави 8 март, и проблемот се компаниите и целиот капиталистички систем кој го стимулира сето тоа за да направи профит. Не име као Апсолутно. Ја не би имал ништо против ако не знам, некој од компаниите ги едуцира тие што ги следат на социјалните медии, пошто тоа сега сите компании нели општествено одговорни, ти што каже Кате, а после може да продаваат тенџериња и да на попусти колку сакаат. Ама едукацијата е многу повеќе потребна, мислам, секој како си ја сака да си ја слави, може да си ја слави, тоа не е проблем. Проблемот е немаме едукација и капитализмот уште толку не гнете сите, као не само жените, туку сите буквално во општеството. Апсолутно. И во тоа ми беше поентата дека едноставно патриархатот и капитализмот како неодвоеви се само одржливи. А се само одржливи преку ваквите механизми. Никогаш индивидуалниот не е крив во овие ситуации. Да, јас кирам у кафана со другарките на 8 март. А при тоа кирам на протест и нема да купувам од тие наводно општествено одговорни фирми и слично, или Веро да ми продава 3 за 100 ружи, затоа што никогаш нема да го поддржувам тоа. Мојот апела у моментов да размислиме што поддржаваме, свесно. Да размислиме дали сакаме да ги поддржиме тие појави или едноставно да ги изигнорираме и да пробаме колку толку да влијаеме на тоа распласне. Таа одвратна традиција на извитоперување на вакви настани. Исто како за 1 мај, пошто уште еднаш кога видам попуст на скара за 1 мај, па мислам дека ќе полудо. Што мислите за како Мартин ова го спомна уште на почетокот, ама и донев секогаш го користи изглед перформативна или како беше перформативен активизам. Што мислите за таков кога станува збор поготово за 8 март, ама и за други некои празници, ова директно може да се поврза и со оние општествено одговорни компании како што не нарече Кате. Ама што мислите тој некој перформативен активизам кој што сите се сега ин
као 8 март претходно што беше за лани кога се дешава протести во Америка, као сите се Black Lives Matter, 8 март сите може ќе стават по некој цитат од Клара Цеткин или Роза Луксембург или нешто така, уствари ништо не сменува. Што мислите околу сето тоа? Баш ми е интересно. Кате и Јована, вашиот некој став околу ова, пошто мене ме нервира, иако знам дека окей, као не као ништо лошо, ама на крај на денот ме нервира, пошто ништо не ми текна се зборот на македонски, ама substantive не се менува, као ништо суштински не се менува. Искрено не мислам дека не е нешто лошо. Е нешто лошо, поради тоа што тука веќе окей, сите ќе го видиме тој цитат и окей, некои од нас ќе истражат малце понатаму, некои ќе се внесат, али ќе има голем дел што ќе го видат тој цитат, ќе го шернат и тоа ќе е тоа. Тоа ме нервира што буквално се останува на некој си цитат, буквално за да се остане на тоа. И тоа дотаму завршува работата, као нема ништо понатаму, нема ништо подлабоко навлегување во тоа, нема никаква едукација и нема ништо менување всушност, бидејќи што менуваш ти со еден цитат од Луксембург или од Цеткин, ништо. Јас сепак тука после долго години универен сектор, веќе скоро 5 и толку разочарувања, мислам дека веќе не ме ни смета тој момент од причина што е едно присуство плюс во дискурсот за, според мене, добра цел. И не ме нервира искрено, затоа што болја ми е да го има барем тој еден цитат, него ни еден. Затоа што тој еден мора да почне. Мора да се почне од негде, дури и таа особа што ќе остане на тој еден цитат може ќе го видат на негово стори уште 10 души, може ќе ги заинтересира. А може само еден ќе го заинтересира, може да и ни еден. Ама сепак е некој присуство плюс во дискурсот, што мислам дека и така како значи, пошто секој едно плюс влече уште неколку плюс. Значи го гледаш од маркетиншки аспект. Апсолутно. Затоа што искрено кога веќе сме во систем што реално е таков каков што е, значи е однос на трговија само, мораме да се бориме со неговите алатки против него. Мислам дека ја до некаде таму идам. За ова може и не сум толку компетентен да зборам, ама за некои работи кои станува, кои нешто, не знам, дали у спорт, дали у со Балашевиќ се деси исто со некои други работи, кај што сите одеднаш слушаат Балашевиќ или сите одеднаш се интересираат за Black Lives Matter. Тоа малце ми сметаше у самиот старт, ама после тоа, као, не знам, може некој ќе види па ќе прочита, ама не знам, мене поготово ми смета, не знам дали имате гледано филмот сега што излезе за Фред Хемптон. Како се викаше, сега кажам. Judas and the Black Messiah. Фред Хемптон е еден од лидери кои што фигурираат таму некаде 60-тите години Black Panther. И филмот е солиден, ама мислам дека е уште еден начин како Холивуд и како мејнстрим културата се обидува да ги прикаже, не знам, во овој случај, луѓе или важни историски ликови од 60-тите години поврзани со изборувањето за граѓанските права на афроамериканците, на некој начин да не идат толку многу нивната идеологија, као не зборуваат за тоа дека овој бил марксист или не навлегуваат зошто ги правил тоа што го правил, туку го представуваат на некој начин као револуционер, може да добиеш, не знам, малце дека бил и терорист или било што, ама не навлегуваат у тоа што е суштинското. Мене тоа највеќе ми смета, кога, не знам, ние збориме за Роза Луксембург, ама нема да збориме за нејзината улога у Октомвриската револуција или у како нејзините размислувања, какви биле нејзините размислувања и не знам,
дали биле близко со оние на Ленин или со оние на Сталин или било кој, ние тоа ќе отфрлиме настрана и ќе збориме за каква била таа као, не знам, као писател или Тоа е, според мене, тоа е затоа што пробуваме да си го веземе активизмот од Запад. Кога активизмот има кај нас почнато. Значи, тоа е буквално таа западњачка матрица што пробуваме да си ја форсираме во активизмот, кај што ние почнуваме да се плашиме од зборот комунистички. Феминизмот е класна борба. Феминизмот не може да биде десен. По дефиниција. И мораме да прекинеме да ги гледаме сите тие феминистички фигури како било што освен феминисти и комунисти. Затоа што и тоа биле. Сега, со тоа што буквално си ги увезуваме сите трендови од Запад, мислиме дека само така можеме да имаме некој ефективен активизам, што е апсолутно неточно, затоа што секој активизам мора да биде приспособен на самото подрачје, значи на самиот менталитет на културата. И ние итекако имаме плодна почва за многу оригинален активизам. Ама упорно пробуваме да средиме нешто што не е наше. И што искрено Запад е 90% само перформативен активизам и ништо повеќе. Колку и да не ме нервира во крајност самиот перформативен активизам, ама кога е единствен е многу голем проблем. Јако се согласувам со Кате и да, стојам во целост за тој став. Можам да го разберам од аспект на маркетинг. Бидејќи реално на луѓето им е многу полесно да попримат фигура која што ја знаат како нешто повеќе од феминист и комунист, нешто со кое што може да се сочувствуваат. Тоа е многу полесно и мислам дека тоа е суштинската причина за целото ова представување на феминистичките, на комунистичките фигури, буквално на секој активист како нешто повеќе од активист, како негово представување на сите негови други делови, или не се. Бидејќи тоа е најлесниот начин за некој да се сочувствува со него или со неа, и на еден начин е добра маркетинг стратегија. Мислам Е добар начин да се внесе некој во активизмот. Мислам дека е меч со две острици, затоа што на тој начин може да се хуманизира и да се дехуманизира една јавна личност. Затоа што примерот што го даа Џоле е дека онака е бордерлайн терорист представен. И дека никогаш не си сигурен каде стои точно. И тоа го гледаме многу често со активисти. Пример, Ема Голдман била низ целата историја демонизирана буквално, депортирана, затварана, прогласена за најопасната жена на нашата ера. Ама сепак, денешно време гледаме дека не е баш така. Да. Ова што спомнавте, као, еве некој нема, као неќе да збори за Роза Луксембург, Клара Цеткин или целата револуција, која станува збор конкретниот случај, поради тоа што мора да, тоест треба да ги искористат оние dirty words, као лоши зборови што постојат, што се комунизам, социјализам. Дали мислите дека ако почнуваме еве со едукација, треба прво да ги едуцираме луѓето што значи да бидеш социјалист и што е комунизам оствари? Сите овие работи се неодвоиви едно од друго. Ако учиме за феминизам, мораме да ги учиме и овие работи, затоа што феминизмот е политичко движење еднакво како овие. Мора тука тоа е склоп, значи, од граѓанско образование. Тоа што нас не фали во оваа држава е едно квалитетно граѓанско образование. Иначе размислав за ова што велевте, дали е во однос на тоа дека некои луѓе можеби се хипокрити, па споделуваат едно или пак не се хипокрити, ама не го практикуваат тоа што го споделуваат или не се доволно едуцирани на таа тема. И мислам дека малце нереално да се очекува секој да биде. Мислам тоа би се согласил секој да биде активист. Мислам дека се филтрираат луѓето без разлика мажи и жени кои што се активисти ќе се занимаваат како главно занимање тоа и ќе им биде главна животна мисија. Јас за мене минимум
би е задоволително владење на некаква култура на што произлегува од таков активизам. Ако замислиме, на пример, еден слој од повеќе концентрични кругови, на пример, замислете, во центарот да се активистите и концентричните кругови не мора да се составени од мажи и од жени, не мора да ги исклучува на жени. И како идете од јадрото натаму, сепак да превладува некоја феминистичка култура во едно општество. Сепак жените да поседуваат некои основни, да имаат основно сознание за нивните права и основни принципи, мислам, кои што се од дефолт вака теоретски феминистички и да ги практикуваат. Мислам дека тоа е нешто најмногу минимум што може да го добие. Па реално реално никој не бара сите да бидеме активисти. Јасно ни е дека не може сите да бидеме активисти. Али се бара едукација и се бараат основни права. Не се бара квантна физика. Само едукација и основни права. Тоа е тоа. Се согласувам тотално. Друг момент кој што мене ми интересира чисто од може би као дискурзивниот елемент и акцијата и реакцијата на системот, именно тоа што вели Мартин во однос на препознавање на феминистичките нишки и имплементирањето на тие размислувања, едноставно као за да дојде до тоа треба да дојде до момент на морално преиспитување на нацијата, каде што едноставно дискурсот ќе се преиначи кон деконструкција и буквално соголување на системот со целата негова декаденција, за да почнеме да размислуваме како што после тоа. Нели како која е точката после овој момент, така што мислам дека јавна соба како баш е таа манифестација општествена појава каде што може да се бара, тоест да го предизвика системот, да изврши негова деконструкција и да бара морално преиспитување на нацијата, кој што нели не се само активистите тука е нели интелектуалната елита, академската заедница, сите граѓаните, така што мислам дека барем за мене ролята на активистите е баш да ги зимат појавите како што се јавна соба и да бараат од нацијата да се преиспита. Нели, пример, неповрзано со ова, на Коалиција и маргини, пример, како активистичка организација, обелодени нели, што е грешка во книгите од филозофскиот факултет, и сега како активисти барат да се преиспита како ние всушност ги пишуваме тие книги. И нормално не можат они сами да го истерат тој процес, тука е потребно инпут од буквално сите други нишки на општеството, особено во специфични случаи, тоа е академската заедница. Нормално, ако активизмот не е интерсекцијски, онда ништо. Пиши пропало. Ја имам едно прашање баш за Јована. Имам приметена една тенденција кај оние жени со кои што сум имал прилика да зборам, кога ќе се постава прашањето за феминизам, сум приметил некакво дистанцирање од феминизмот, и на тенденција да се вели не, јас сум, ама не се декларирам. Што мислиш, на што се должи тој став кај жените? Се должи на реално одбивањето од системот доколку си феминист. Бидејќи реално во моменталниот наш систем, во моменталното наше општество, феминистките и феминистите сме гледани како чудаци. Да го сумирам во еден збор, чудаци. И со ова тие всушност се трудат да останат во системот. Не им се поминува ни са социјалната сепарација што ќе ја добијат прво и основно како феминисти. Бидејќи
реално, кој од нас досега не бил барем 5 пати во годината, реално ова е многу малку, али 5 пати во годината го ставиме како минимална бројка, во кавга и тоа во жестока кавга, не е веќе ни дебата околу феминизам. Јас се искрено кажувам дека такви дебати, односно кавги, имам барем 5 пати месецо, ако не и повеќе. Со сето ова тие се трудат да останат во онаа комфорт зона системот, бидејќи окей, да ги поддржувам, али не се декларирам, па окей сум, сега веќе можеме да збориме на мирно. Всушност бегаат од конфронтација, бидејќи како било што да се декларираш, тоа значи дека ќе дојдеш до конфронтација со некој. Без разлика дали како феминист, комунист или било што да се декларираш, секогаш ќе дојдеш до конфронтација со некој. Ова е класично избегнување на конфронтација. И мислам дека тоа всушност се должи најмногу на субмисивната и сервилната улога на жената на нашите простори. Бидејќи нашите жени реално се навикнати да се субмисивни и сервилни. И нив можда не има убаво тоа, али има комфорт зона. И ако отидат нешто подалеку од тоа, не знаат како ќе биде. Така да си остануваат во комфорт зоната, си остануваат субмисивни и сервилни, и ако потајно верувам дека не постои жена што не е феминист. Не можеш ти да не се залагаш за самиот себе. Не можеш ти самиот да не си ги сакаш правата. Али експресијата на сето тоа е многу на еден начин за нив би им се гледа како нешто опасно. Мислам дека нема да навлагам у тоа што кажа последно, ама мислам дека да пробам да најдам некој одговор на прашањето на Мартин. Не е тоа проблем само со дали некој ќе се одрече од тој назив дека е феминист или феминистка. Проблемот е уште подлабок. Има премногу веќе називи кои што луѓето се срама да ги кажат или као неќе да се представат као такве, уствари се. Тоа е поради прво цела епизода го зборим ова. Недоволно добрата едукација, као недоволното добро знаење уствари што значи тој збор што они не сакат да се наречат сами. И второ, наративот кој што се нанесува од десницата, каде што овие се лоши, ова е зло. Последен пример, не знам колку следите, доктор Сус одлучи фамилијата негова, his estate, да повлечат неколку изданија или нешто као некои делови од неговото издаваштво, поради што 40-50 години после тоа што тој го има правено, е малце рейсист и дефинитивно не е у текст со времето. Ама пазете, фамилијата го одлучува тоа да прави. Тие што имаат право тоа да направат, пошто е у нивно издаваштво, као они се тие што може тоа да направат. Ако нема десницата што прави изминатија неколку денови, како у Америка, така и низ светот. Го представува како левицата да цензурира книги или левицата да цензурира доктор Сус, што нема врска, ама поради тоа сите сега ќе се као тие баш оние за кои што Мартин ти мислам зборуваш, тие ќе бидат као ама ние не се согласуваме со цензура на доктор Сус или на било која книга. Уствари не знаат што се случува, као никој нема донесено закон да каже оке не може веќе овие 5-6 надписи или пишувања да бидат издавани. Никој тоа го нема направено. Ама проблемот што и тоа сме озборале веќе колку, не знам, неколку месеци збориме, као никој веќе не чита текстови, као никој веќе не чита колумни или не чита истражување. Сите го читаат насловот, сите ги читаат оние први 5 до 10 реченици и после тоа, ако видат дека ќе им треба едно 10 на 15 минути да прочитат цел текст, или да не и 10 на 5 минути да е многу е. Тука ја го гледам најголемиот проблем. И не е само со дали некој ќе се нарече феминист или не. Тоа е со милион други работи. Исто со комунизам и социјализам. Буквално, као луѓе не знаат што зборат, као не ги знаат термините. И не само што не знаат, туку треба да се испити и нивната релација со нивниот извор на информации. Сега го имаме елементот на дезинформации, кај што тотално
и тука медиумите вршат една голема противуслуга со тоа што даваат огромен медиумски простор на теми кои што не се во допир со ниту една активистичко движење, или ако се некоја пародија на тоа движење, затоа што мораме да признаеме дека и медиумите во своето функционирање со себе носат и предрасуди и исполнуваат туги интереси. И со тоа се креира во јавната атмосфера погрешна извитоперена слика и на секој вид на онака автентични социјални движења, вклучувајќи и феминистичкиот активизам. Зошто е тоа толку поизразено кај феминизмот? Токму поради самата природа на борбата, значи поради мотивацијата позади борбата, затоа што живееме во општество каде што се што се поврзува со било каква женственост, било каков женски ентитет е автоматски сметано за подолно, посрамно, поодвратно и помалку вредно. Зошто постојано кога сакаме да направиме пародија од маж го споредуваме со жена? Зошто форсираме меѓу жените таа интернализиран сексизам? Колку пробуваме да се трудиме да бидеме one of the boys? Затоа што сме учени на тие практики дека е срамно и долно и помалку вредно да се биде жена. Следствено, феминизмот е една екстрема на тоа, каде што го гледаме уште повеќе. Не, ја не сум феминистка, не сум како ние лудина со фарбани на коси, сега да се дирам другом, сте други ме бидат криви за што ми се дешава мене. Да, системот ти е крив зашто ти се дешава тебе. Системот ти е крив зашто маш ти може да те има во дома и системот ти е крив зашто не можеш да земеш породилно и зашто работодавецот те праша дали планираш да раѓаш. Тоа мислам се навраќаме на она што на кое што се навраќаме цела епизода. Проблемот не е у индивидуата, проблемот не е у нас или у оние што се перформативни активисти, туку проблемот е у капитализмот, проблемот е у целиот систем кој што го имаме и кој што за жал уште некое време ќе го имаме, ако не и барем ние додека сме живи, што може звучи депресивно, ама така изгледа. Не гледам ја некоја дупка кај што може да се протнеме и да го рушиме цел систем, ама на крај на ден. Тоа ние убаво е што имаме можност да збориме на вакви теми и ако некој не слуша да земе и да прочита нешто повеќе околу целиот овој процес, околу целиот ден посветен на 8 март и целата историска значајност и не само за тоа, да прочита и за други некои важни работи за кои што можеби нема да ги види мејнстрим на мејнстрим медиумите. Така што ја мислам дека секогаш може повеќе да направиш, ама на крај на денот едноставно резултатите се тие. Мислам дека тука може да привршуваме, освен ако не сака некој нешто да дораде, зашто се главивме 52 минута веќе. Еве ја да предложам само што прочитав нешто повеќе за Роза Луксембург, секој што е вака идеолошки марксист, феминист, може да ги прочита некој од незините творби, мислам, вака предлог давам. Апсолутно. Добар предлог, дефинитивно. Пошто Јована, ние имаме традиција овако нов гостин ни иде прв пат на подкастот, да прашаме на крај некоја препорака да ни даеш, дали тоа би било, не знам, некој нов филм што треба да гледаме или серија или книга да прочитаме, иако ја не читам толку книги, немаме толку време за книги, ама еве, ако имаш некоја препорака, сега е времето да ја споделиш со нас. Имам препорака за филм, The Female Pleasure, и препорака за серија што особено го нервира феминистот у мене е Дикинсон, као
Можам искрено да ви кажам дека имам нервни сломови поради таа серија, поради тоа што толку многу ме иритира целиот тој патриархат и целото тоа жена си не може тоа. Само разбирливо. Фала ти многу, Јована, и за гостувањето и за личните препораки. Со среќа понатаму работата и се надеваме на следни грилки и се гледаме на 8 март. Се гледаме на 8 март.